стигнуваме до еден текст кој предизвикал напната атмосфера во црквата, во Коринт, црквата до која што е напишано ова послание. Не знам дали може да се ја представите таа слика, таа сцена. Писмото е пратено до Коринт, некој го прочитал пред црквата за време на служба, веројатно тоа бил водач на црквата, и почнал да чита со поздравот дека ова писмо испратено од Павле и се представува како апостол повикан по Божјата волја и од братот Состен. И тоа на почетокот предизвикало секако пријатни чувства кај луѓето. Нашиот драг брат Павле се сетил нас, ни напишал писмо, колку убаво од негова страна. И не само тој, туку кон поздравот се придружува и Состен. Тоа е оној кој ја раководеше синагогата порано во Коринт. Тоа е оној кој организираше бунтови против Павле, против христијаните. И сега колку е убаво, колку е романтично. Овие двајца противници сега заедно служат во Ефес и ни праќаат поздрави. И продолжува, нели, со читањето, тоа како Павле постојано благодари за нив, за богатствата што Бог им ги дал, духовните богатства, богати се во знаење, со секаков дар, богати во слово, и тоа ги крева уште повеќе чувствата луѓето во Коринт. Те навистина какви убави работи пишува Павле. И потоа за верноста на Бог, дека Бог ќе ги зачува до Христовото доаѓање непорочни, дека тоа што го започнал со нив, Бог ќе го заврши, и убавите чувства некако се променуваат во 10-тиот стих, или поточно во 11-тиот, кога Павле вели дека чу од домашните на Хлој дека има раздори во црквата, има кавки. А домашните на Хлој, или семејството на Хлој и Хлој, се од Коринт. Не знам дали кога се читало тоа послание, тие биле таму на служба, дали присуствувале. Ако биле таму, сигурно погледите на сите се свртеле кон да ги побараат Хлој и неговите домашни. Од делата на апостолите може да видим дека тоа била голема црква. Додека била 1,5 година апостол Павле, црквата многу пораснала, пише дека многу се обратиле. Потоа дошол и Аполос, и во истата таа 18 глава на делата пише дека и преку неговата служба многу умена се обратили. Голема црква. И може да си представите во посланието, додека се чита посланието, Павле вели, еден ве исцинка, или имате шпион меѓу вас, кој ми кажа дека во црквата има кавги или поделби. Не знам како се почувствувале, не знам какви биле реакциите понатаму, но ние можеме да благодариме на смелоста на Хлој, што ги кажал проблемите на Павле. И овдека во овој текст апостолот ни дава многу корисни инструкции, говори за, наметнува една тема и одделува еден проблем од многуте кои биле во црквата во Коринт и се занимава многу подробно, се занимава многу детално. Проблемот или анализирањето и решенијата почнуваат овде кој што во 10-тиот стих и продолжува сето тоа дури до крајот на 3-та глава. Цели 3 глави апостол Павле се занимава со оваа тема. Во црквата во Коринт имало многу проблеми. Ние ќе видиме понатаму уште еден куп други. За тоа говоревме првиот пат. Но не случајно апостол Павле почнува на почетокот да се занимава токму со тој проблем околу поделбите. И не би требало да не чуди сето тоа, зашто поделбите, расцепувањата, а сето тоа носи и конфликти, е проблем на црквата. Бил проблем тогаш
проблем е и денес, сериозен проблем. И таа ситуација на расцепканост, колку што е сериозна и длабока, колку што е сериозен и длабок проблем, во истото време е несоодветен со суштината на црквата. Самата природа на црквата е спротивна на поделеноста. Самото разбирање за Бог, за самиот Христос е антагонистичка со поделбата, со секој вид на поделба. И тоа е проблем, и кажем, Гаго, не е само црквен, тоа е општ проблем, поделбите. А пак во исто време, човекот има некој внатрешен копнеш, и тој копнеш е од Бог даден, и има чувство и потреба да живее во единство. Например, има еден познат принцип е pluribus unum, кој дури е влезен во уставот на Америка. И значи, од мноштвото да се создаде единство, или тоа мноштво да се претвори во единство. На бугарскиот парламент или влада, не знам точно која институција, пишува единството ја дава силата. И тоа е тој копнеш на човекот кон единство. Знае дека без единство нема сила. Без единство нема напредок. И во исто време човекот никако да стигне до тоа единство. Поделби во секој поглед. Во секоја област, буквално во секоја област има поделба. Да земеме основната етничка. Имаме поделби. По етнички линии, и тоа води до конфликти по етнички линии. По верски линии, по расна линија. Па дури и социјално, има богати, има и сиромашни. Многу малку заеднички работи имаат богатите и сиромашните. Богатите си имаат своји кругови на движење на присуство, сиромашните си имаат своји кругови. Има ресторани за богати, има и крчми овие за сиромашни луѓе. Во секој поглед, па дури и во црквите. И Коринската црква не била имуна, и гледаме дека се појавил сериозен проблем, и решенијата што ги дава овдека апостол Павле се принципи кои, ако се следат, ќе се избегнат поделбите, а со тоа и тие конфликти меѓу поделените групи. Ајде да видиме прво состојбата во црквата во Корин. Апостол Павле е доследен на својот принцип, прво да ги кажува суштините на работите, како треба да бидат, а потоа каква е реалната ситуација. Во првите 9 стиха тој не даде една слика за тоа како треба да изгледа вистинската црква, која е природата на црквата. А потоа, од 11 стих, ги изнесува проблемите во црквата, во што тие отстапуваат од вистинската слика за црквата. Така го прави, на истиот начин тој постапува и овдека. Во 10 стих ни кажува каква е суштината на црквата, дека единството е суштината на црквата, а од 11 стих ја покажува пак состојбата на црквата во Коринт, и ние прво ќе ја видиме состојбата во Коринт. Таму има една многукратна шизма. Велам шизма, зашто во 10 стих, каде што вели да нема раздори меѓу вас, таму потребен зборот схизма или шизма, што значи раскол, поделба. И таа поделба е многукратна, мултилатерална. Немало само 2 групи, туку имало најмалку 4 групи. Апостол Павле спомнува 4, може би били и повеќе, не знаеме. Може би колку што луѓе имало, толку поделби имало. Како е поделена црквата? Гледаме, поделена е според фенови или симпатизери на различни служители или водачи. Тоест се создава некој култ кон различни личности. Има некои кои се сметаат за припадници на Павле, некои на Кифа или Петар, некои на Аполос, а некои на Христос. И велат, јас сум Павлов, јас сум Петров, јас сум Кифов, тоа е Аполосов, јас сум Христов.
Сите овие што се спомнати овдека како авторитети, тоест личности кон кои се изградени тие култови, биле навистина авторитетни. Пример, првата група е групата на Павле. И секој сметал дека со тоа што припаѓа на некоја група, има право да биде поголем од другиот. Тоест, раздори. Пишува јасно дека се соделе раздори, тоест конфликти меѓу нив. Во кој поглед? Па, припадниците на мојата група имаат повеќе права по одлучувањето може, или пак во дефинирањето на доктрината, или пак во донесување на некое решение. Зашто ние припаѓаме на личност која е најавторитетната. Тоа значи дека ние сме најмногу во право. Тоа значи дека ние имаме најмногу права. Тоест, ние треба да водиме. Треба нас да не слушате, треба нас да не следите. Ние треба да бидеме влијателните. И секој си имал доволно аргументи да го тврди тоа. Павле. Павле е основачот на црквата. Павле е оној кој што ги постави темелите. Тој го донесе учењето. Тој ги постави стандардите во црквата. Тоа е она, што можел да кажеме, старата школа. Има луѓе кои денес велат, ние сме за она стара добра школа, old school. Тоа е. Павле е старата школа. И веројатно луѓето кои биле на почетокот, кога основана црквата во Коринт, и се држеле за апостол Павле, тие постојано се навраќале, кога беше Павле тука. Колку беше добро. Ги немаше тогаш тие работи. Сега потоа дојдоа едни други и почнаа да внесуваат раздор. Но ние го имаме она изворното учење, ние имаме традицијата. И ние не дозволуваме оние новите работи што другите почнуваат да ги сакат да ги внесат. Сепак Павле е авторитет. Нештата ќе се многу подобри ако се држиме за Павле. Тоа е Павловата група. Аполос и неговата служба е опишена во истата глава на делата на апостолите, во кој што е опишено основањето на црквата во Коринт и служењето на Павле таму. 18 глава на делата на апостолите го опишува патувањето на Павле од македонските цркви, потоа од Атина во Коринт и основањето на црквата во Коринт. И крајот на 18 глава, кога веќе Павле заминува во Ефес, после 18 месеци во Коринт, таму се појавува и Аполос. Доаѓа во средба, во контакт со Акила и Прискила, тоа е семејството со кое апостол Павле почна да ја основа црквата во Коринт, оние што изработуваа шатори. И во првите стихови, тоа е 24 стих и 25 стих на 18 глава на делата е опишан самиот Аполос. И за него има многу убави работи напишано. Навистина Аполос бил прекрасна личност. Пишува дека е евреин од Александрија. Александрија во тоа време е центар на писменоста. Знаете, Александриската библиотека. Центарот на писменоста. Аполос бил добар, образован човек. И за него пишува во тој текст дека бил елоквентен, многу добар оратор. Пишува исто така дека бил многу точен, многу прецизен, многу чист во Христовото учење. Многу правилно го пренесол Христовото учење и пишува дека бил огнен во духот. Бил многу така ревностен во проповедањето. Бил харизматска личност, личност која може да освои луѓе. И потоа во 26 од 7 од 8 стих пишува дека реши да го напушти Ефес и да отиде во Ахаја, во Грција. А во 18 глава не се спомнува дека и некоја друга црква во Ахаја има основана освен црквата во Коринт. Тоа значи дека Аполос отишол во Коринт, таму да служи. И е опишено служењето во Ахаја, дека многу ревносно го проповедал словото, дека многу луѓе се поверувале од неговата служба, значи дека во црквата во Коринт се појавува нов бран на пробудување, тоест нов бран на ширење на црквата.
како резултат на служењето на Аполос. Многу луѓе поверували и има еден исто така податок кој е спомнат, пишува дека го разјаснувал Христовото евангелие на луѓето, многу јасно, и дека многу убедливо ги побивал евреите, докажувајќи од писмото дека Исус е Месијата. Сите тие нешта се напишани во Дела на апостолите 28 глава, од 24 до 28 стих. Аполос бил исклучителна личност. Така што во црквата многу луѓе после заминувањето на Павле и доаѓањето на Аполос биле повлијаени од службата на Аполос. Тие не го познавале Павле, тие го познавале Аполос. За нив Аполос бил стандард. Кој не го слушал Аполос како проповеда, не знае ништо. Апостол Павле понатаму во 3 глава ќе каже нешто негативно нема да каже за Аполос, но их каже и за своето служење и за служењето на Аполос. Нема да го спомне Петар, зашто во црквата очигледно најголемата борба била меѓу тие две групи. Но ќе каже, јас посадив, зашто навистина Павле ја посади црквата. Аполос дојде и полеа, но Бог е тој што направи да расте. Тоест, тој не го омаловажува служењето на Аполос. Двајцата бевме добри работници. А Бог е тој кој реши да го благослови тоа за да даде резултат. Резултатот е Божи. Тоа сака да им каже на луѓето во Коринт дека на крајот на криштата нити едниот, нити другиот не е авторитет, не е критериум, не е правилото, туку оној кој што прави да расте. Имало и трета група, Петровата група. Од кај до кај сега Петрова група? Ево, црквата гледаме, пишува многу јасно дека имало евреи и елини кои поверувале. Коринт бил центар, голем центар во тоа време, главен град на Грција, така да кажеме. Главен град на Ахаја, римската провинција, која опфаќа денешната Грција. Голем центар, бизнес, образовен, филозофски, секаков. Тоа привлекло секакви луѓе и јудеи, христијани. Тоест, луѓе кои не потекнуваат од Коринт, но луѓе кои поверувале преку службата на Петар, онамо каде што Петар служал. Дошле во Коринт, не го познавале ниту Павле, не го познавале ниту Аполос. И тие дошле и рекле, но ние ќе ви кажеме сега што сме чуле од некој, имале навистина здрави аргументи во раците да се покажат над другите, дека они се повеќе од другите. Како? Они слушале и поверувале, а може биле и крстени од Петар, од оној кој 3 години бил со Христос, оној кој спиел покрај него, се хранел, ги гледал чудото одлично од Христовата уста, го слушал учењето, словото. И на крајот на криштата, кога воскресна, на Петар му рече, паси го моите овци, моите јагниња, моето стадо. Нема беше некоја специјално доверена пасторска служба, пастирска служба. Така да, групата на Петар имале многу аргументи за да кажат, ние знаеме, ние ќе ви кажеме. Тоест, во тоа време не имало нов завет, како што ние имаме. Во тоа време имало само устно предание и неколку посланија. Ова е едно од првите посланија кое е напишано. Многу рано послание. И во црквата имало подели во поглед на авторитети, учења, доктрини. И секој се повикувал на некоја личност за да даде авторитет на она што смета дека е правилното, дека треба да биде така. И имало на крајот, и сигурно таа била најсилната. Групата која што се сметала за најправедна. Христовата група. Ние сме Христови. Вие се повикувате на човечки авторитети, ама нашиот авторитет е Христос. И ако на крајот треба да се реши
треба да се донесе решението, ние сме тие што треба да го донесеме, зашто ние се повекуваме на Христовиот авторитет. И се разбира, таа група имала сосема право да го каже тоа. Не знаем. Но, штом тврделе дека се Христови, а не човечки авторитети, по автоматизам тие имаат право. Секогаш имаат право. Така да, црквата била поделена и тоа создало конфликти, создало јас. И апостол Павле употребава едни изрази кои означуваат една раскинатост како партали. Црквата, ние имаме тако виде, црквата станала партал. Во таа разделеност и во тие конфликти, во тие раздори меѓу себе. И меѓутоа таа поделеност на припадност кон личности или култ, тоа граден на култови на личности, има своја посадина. Да, отсуствувало љубов, отсуствувало почит, искреност, сите тие работи. Но основното, заради кој отсуствувало сето тоа, е еден голем култ кон својата личност, кон себе си. Или, ако ќе го видиме ние текстот, преголемото его и суета била причината за да отсуствуваат сите тие останати работи. И апостол Павле овдека употребува фрази, изразување кои не е вообичаено. Например, кога пишува, има вели меѓу вас, да, вие сте поделени, разцепкани, но има едно нешто кое ве обединува. Вие сте обединети во едно нешто. Секој од вас, без исклучок, секој од вас, значи сите вие велите, јас сум. И овдека апостол Павле употребува една фраза его мен еими, која не е вообичаена. Его мен еими употребува само Христос во 7 случаеви, кога вели јас сум. Обично во древноста, древните луѓе биле многу поекономични во користењето на зборови. Со помалку зборови, кажувале повеќе нешта, и кога пишувале, со помалку, за да не трошат и мастил и хартија, зашто немало тогаш, во тоа време, непотребните работи ги исклучувале. Например, ако кажеме јас сум Павлов, нема потреба да кажем јас, зашто сум, каква заменка е сум? Присвојна, а? Добро. Јас е лична, а сум е беше неква друга. Глагол ли е? Добро. Кога употребуваш сум, нема потреба да кажеш и јас. Се знае. Значи, во древноста сме ограничувале, а ги отфрлувале личните заменки. Например, и ние денес не е правилно да кажем мене ми треба. Ми треба е доволно. Тоа мене се исфрла. Зашто кога кажем ми треба, тоа значи дека е за мене, не некој друг. Така да, его, зборот его, кој значи јас, не се употребува, го исфрле кога каже. Меѓутоа апостол Павле овдека 4 пати го употребува зборот его. Тоест 4 пати истакнува колку личноста е силна кај тие луѓе. Не е толку важен Павле, не е толку важен Петар, не е толку важен Аполос, не е толку важен ни Христос. За сето тоа стои едно големо его. И луѓето всушност своето име го поврзувале со името на некој авторитет познат, за тие да бидат големи, тие да бидат значајни. И тоа е проблемот во црквата. Соетата, егото. Јас сум поголем од другиот. Како? Бидејќи јас следам поголем водач. И да, култот кон личност обично се создава кон значајни луѓе и се создава за и ние, поврзувајќи го нашето име со таа личност, и ние да бидеме големи. На тие што имаат Фейсбук, јас се помалку их го користам, ме нервира веќе тој Фейсбук. Јас не сум видел слика, например, некој да слика со просјак.
Ама ако се слика со некој председател или со пејач, ќе стави слика, сите да го видат. Зошто? Зашто станува голем. Неговата личност се поврзува со личноста на некој познат човек. И ќе се спомна некој голема личност, јас го знам него, ние сме пријатели со големата личност, означава. Ако некој нели така попрост, дури се срамаме да кажеме дека сме пријатели. Култот кон егото, кон личното его. И тоа е овдека проблемот уствари. Не се работи за авторитетите, колку што се работи за личната гордост. Јас да бидам во право. Моите мисли, моите решенија, моите зборови. И затоа овдека Павле понатаму ќе почне да говори и да говорите едно исто и да и мислите и да имате еден исти ум. Значи, тоа е состојбата во црквата во Коринт. И тој проблем со егото продолжува и понатаму, ќе го видиме до крајот на првата глава. Ќе го видиме тој проблем и во 12-та глава, кога луѓето почнале да се наметнуваат еден на друг, рекламирајќи се со своите дарби. И тука е повторно проблемот со егото. Очигледно црквата во Коринт го имала тој проблем. Тој проблем го криела зад познатите личности, го криела зад дарбите, зад служењата. Ние сме духовни луѓе, а за сето тоа стоело пак промовирање на своето его. Тоа е проблемот. А во 10-тиот стих прво апостол Павле кажува, а каква треба да биде црквата? Која е суштината на црквата? Самата природа на црквата е единство. Како што Христос е еден и не може да се подели, така како што Христовото тело е едно, така и црквата не може, како што Христос на парчиња не може да се раздели, така и црквата не може да се подели. Зашто суштината на црквата е Христовото тело. Таа е телото на Христос. Може ли да се подели телото? Може ли да се земе еден прст од Христос и да се каже, ние сме прстот на Христос? Природата на црквата е единството, целината. И така, како што 11 и 12 стих кои што ги видовме, ја покажува длабочината на проблемот, така 10 стих ја истакнува пак величината, колку е голема работа единството во црквата. Вели, браќа ве молам. Тоа е една често користена фраза кога апостол Павле упатува силен апел. Ве молам во името на нашиот Господ Исус Христос, сите да зборувате исто и меѓу вас да нема раздори, туку да бидете совршено соединети со еден ум и во исто мислење. Употребена фраза совршено соединети. Ние преведуваме како два збора, меѓутоа во оригиналниот текст е еден збор. Еден збор катартидзо. И нема како да го совршено соединети, може во еден збор да кажеме испреплетени. Зашто истиот тој збор и со овој збор апостол Павле дава една многу сликовита илустрација, објаснување за состојбата во црквата во Коринт. Овој збор го користеле рибарите во тоа време, кога ги крпеле мрежите. Кога мрежата ќе се рассепка на парчиња со големи дупки и ќе почнат да висат краишта, тие седнувале и самиот процес е истиот овој збор што употребен овде. И со други збори апостол Павле така каже, вие сте како една искината мрежа. Едно парче виси таму, едно парче виси таму, еден партал се откачил. Вие сте таква црква. Истиот тој збор го употребувале и лекарите кога требало да вратат исчешен зглоб од лежиштето. Тоест, вие сте Христовото тело, меѓутоа тело со исчашени зглоби, коленото се откачило, рамото се откачило, лактот се откачил. И представете си тело во кое сите
коски се изместени од лежиштето. Како можеш, такво тело не може да функционира. Не е функционално тоа тело. Или мрежа која е раскината на парчина. Кој рибар би фрлил таква мрежа во река, во езеро, во море? Испокината на парчиња. Испреплетете се, поправете, вратете ги зглобовите на правилното место. Бидете совршено соединети, исплетени, во секој да си влезе во своето лежиште, за да може тоа тело да функционира, да може да трчи, како што да биде навистина Христово тело. И тоа да не биде само површно така, ради реда, не нешто привидно. И затоа потреба зборови интересни. Сите исто да говорите. Очигледно проблемот бил со учењата. Еден шири едно учење, друг шири друг учење, еден една доктрина, друг друга доктрина. И вие треба да бидете единствени во учењето. Понатаму го кажа во рецептот. Христос е авторитетот. Единствени во Христовото учење. И тоа е нешто многу важно за единството. Единството обично почнува да се руши кога поради суети, поради многу други работи, ќе почне да се издига едно учење на друго. Многу пати се и човечки тие учења. И доаѓаат до разцепите. Сите големи расколи во црквата биле поради некои такви учења. Да говорите едно. И црквата има потреба, за да има единство, од единство во учењето. И тоа не некакво, ние денес сме многу толерантни и велиме, и треба некој доктринален минимум да најдеме околу кој ќе се обединиме. Или, како во математиката, најмал заеднички содржател во доктрината. Или пак доволно тоа што припаѓаме на црква со исто име, а ќе си шириме различни учења. Не е можно единство во црквата без единство во учењето. Единството во учењето е важна работа. Единството во Христовото учење. И не завршува со тоа. За да тоа говорење, повторно, тоа говорење исто не е пак површно нешто, туку почнува во умот, во мислите. Да имате еден ум и една мисла. Зашто, например, може ни да постигнеме единство во говорењето со тоа што нема да говориме работи во кои не се согласуваме. Ке говориме само за она за кое што се согласуваме. Или пак, ако ме прашат, привидно ќе кажам дека се согласувам, а тајно ќе се ширам друго. Не, во умот сите да бидете покорени на Христовото учење. Во мислите да бидете покорени на Евангелието. Како што понатаму Павле каже, јас сум така покорен. За мене Евангелието е основното. Се покорувам на Евангелието. Сите да бидете покорни на Христовото Евангелие. И така ќе го постигнете единството. Така ќе бидете совршено соединети. Ако секој го покори својот ум. И тоа е уствари основата на единството. Фокусот кон едно учење, кон еден авторитет. И затоа постава такви реторички прашања. Па зар Христос е разделен? Зарем Павле беше распнат? Или пак Павлово, или пак во името Павлово бевте крстени? Одговорот на сите овие прашања е не. Многу лесни прашања, со многу јасен одговор и многу важен. Што сака со тоа да направи апостол Павле кога ги постава овие прашања? Од една страна има фалба. Коринтијаните се фалат. Јас сум Аполосов, јас сум Павлов, јас сум Петров. Апостол Павле им поставува прашања со кои што го споредува авторитетот на овие личности со вистинскиот авторитет. И вели, добро, Христос беше ли разделен? Не беше. Во моето име ли се крстивте? Или пак јас умрев за вашето спасение?
Христос не може да биде разделен. Или го имаш целиот Христос, или го немаш Христос. И како што Христос не може да биде разделен, така црквата не може да биде разцепкана. Кој беше распнат за вашето спасение? Јас ли бев распнат? И овдека Павле многу фер, себе си се става во полганот, не Петар или Аполос. Јас не умрев за вас, јас не ве спасив, јас не страдав за вас. Христос го направи тоа. Ако вашите очи треба да бидат фокусирани кон некого, тоа е Христос. И на крајот, во чие име се крстивте? И овдека ја отвара темата со крштевањето, која е многу важна тема во древноста. Во древноста крштевањето е најважниот чин во христијанството. Човек, и тоа така бидејќи крштевањето значело крај на се дотогаш и почеток на се ново. Крштевањето значило драстична промена во животот на човекот. Од паганин, кој се поклонувал на богови, кој им принесол жртви, кој правил најбесрамни работи, тој станува сосема нова личност. И со тоа, тој се одделува во секој поглед, и социјален, во секаков поглед се одделува од дотогашното општество. И затоа, бидејќи самиот чин бил многу значаен, луѓето знаеле да го поврзат своето, тој значаен чин со значајна личност. Например, кога некој каже дека веќе се крстил, и тоа е големо решение, тешко во тоа време, но многу значајно, многу големо, многу важно решение, па ако на тоа се додаде и некоја позната личност, мене знаеш кој ме крсти, во тој најважен чин во мојот живот, мене ме крсти Павле. Со тоа веќе јас имам специјална врска со Павле. Не сум како другите христијани. Или пак Петар. Јас не сум крстен од некој си таму во Коринт, кој поверувал и го назначиле за некој ѓакон и сега ме крстил тој. Не, јас сум крстен од Петар или од Аполос. Павле, за да го истакне, за да истакне величината на Христос, дури не крштевал. Интересна работа. Тоа вели, од многуте луѓе во Коринт кои поверува, јас имам крстено само 3 семејства. Само 3. Гај, Крисп и Состен беа, така беше. Да. Како и да е. Што сака да каже со тоа? Вие се китите за да се издигнете себе си со стакленца, а имате диамант. Го имате Христос. И одовде доаѓаат поделбите. Ако сите се фалите со Христос, тогаш нема да има поделба. Но ако се фалите со Христос, тогаш нема да има можност да се храни вашето его. Зашто Христос направи се. Христос умре за вас, Христос ве спаси, Христос ви даде богатства, Христос ви дава растеж. Христос нема му припаѓа целата слава. И тогаш во Христос сите имате единство. Таа горделива самофалба на фракции ќе исчезне кога фалбата на сите е Исус Христос. Кога целата слава му се оддава нему. Лекот за тие поделби е стремеш во Христос. Во Христос ќе се најдат сите. Во Христос ќе се соединат сите. И Павле е голем човек на верата, бидејќи се што пишува, тој го прави. И веднаш дава личен пример. Еве, да ги пишувам овие работи и видете дали јас не го правам тоа во животот на вистина. Видете дали јас не сум го користел или сум го злоупотребувал Христовото име за лично издигнување. Дали било тоа случај со мене? Му благодарувам на Бог што од вас никого не сум крстил освен Крисп и Гај и потоа Стефановиот дом. Продолжува. Инаку не знам дали сум крстил некој друг, 17 стих. 15 велите, никој да не може да рече дека сте биле крстени во мое име. Никој нема право да го каже тоа,
Дури никой нема право да се фали дека јас сум го крстил. Знам јас кого сум крстил. Од големата црква само тие тројца. Сум го ограничил. И сум го ограничил тоа зошто? Прво, за да не го употребам тој важен чин, тој важен ритуал, крштевањето, за собствена промоција. Еве, јас вршам важна работа. Јас крштевам и потоа луѓето да се фалат со тоа. Тоа е првата причина. И втората, јас решив да го проповедам Христовото Евангелие. И тоа може да биде голема работа. И тоа може да биде причина за самофалба, за лично издигнување. И Павле вели, го проповедам Христовото Евангелие, но не со премудри зборови, за не се изгуби од силата крстот Христов. Потоа ќе продолжи понатам, тој ќе развие оваа тема. Вели апостол Павле, се обидувам на секој начин, кога проповедам, или што и да правам, да го правам така што во ништо да не ја покријам Божјата слава, во ништо да не го свртам вниманието кон мене, кон мојата личност, кон моето его, кон мојата суета, туку во се да биде оддадена славата на Бог. И сите да препознаат во тоа Божјо служење и сите на крајот да го препознаат тоа како учење на Христос. Вели, целосно сум ориентиран кон Евангелието, кон Христовото Евангелие и проповедање на Христовото Евангелие. Апостол Павле прави се што е во негова можност да не ја затемни Христовата слава или славата на крстот. Павле можел, тој ги имал сите школи, сите знаења со ораторство, со философски концепти, со човечки конструкции, да го разубави Евангелието, словото за крстот, кое е непријатно, кое дури просто, кое дури изгледа наивно за големите филозофи. Бог, каков тој Бог, умрел на дрвен крст, умрел како разбойник. Тоа е смешно за филозофскиот концепт на еден грк, еден Елин. Апостол Павле вели, на никаков начин, со никакви мудрости човечки, не се обидов сето тоа да го, таа слава, таа величина на крстот да ја помрачам или пак себе си да се издигнам. И тоа е голема, особено во служењата каде што има личен настап, во таквите јавни служења, да кажеме, е голема опасноста човекот да почне себе си да се промовира, својата личност да го покрие словото. Тоа целосно да се скрие зад личните предиспозиции или амбиции или пак рекламирања на личноста која го врши тоа јавно служење. Апостол Павле е многу внимателен. Дури вика не крштева. И кога го проповедам Христовото Евангелие, да се види, понатаму ми каже, силата на Светиот Дух. Ако вие не сте убедени со простите зборови со кои што јас го проповедам Евангелието од Светиот Дух, јас не сакам на човечки начин, со човечка мудрост да ве убедувам. Зашто на крајот на краиштата јас ќе бидам издигнат како голем говорник и апологет, но Христос ќе загуби славата. Нема да биде прославен Христос. Нема да има вистинско спасение и ќе се гради култ кон личноста. Тоа е изворот на силата, Христос. Апостол Павле го знае тоа. Знае дека неговите вештини, знае дека неговото образование, знае дека неговото ораторство нема да ги спасат луѓето. Тој знае дека силата е од Бог и за неговото служење, и за служењето на апостол, и за служењето на сите. И тука е основното прашање. Дали сакаме во нашето служење егото да го задоволиме и да истакнеме својата личност, толку да испакнеме што Бог
Словото, служението ќе остане позади. Или пак, ни е важно Божото служење, Христовата сила и Неговата слава. На тоа всушност се следува и проблемот со поделбата во црквата. Колку од таа група, секој од таа група бил заинтересиран за успех на Божото дело, за вистината, а колку за заштита на својата суета, тоа е за промовирање на големото его, големото јас сум. Силата, Павле знае дека и да не крсти некој, друг да го крсти, на крајот на криштата, кој да го крсти, од Бог доаѓа се. Тој чин Бог ќе го благослови, не оној што го врши служението. Затоа не го интересира ритуалот. Не е важно кој ќе го изврши. Важно да биде извршено во Божјото име. Нему му е важно, му е важен Христос. Делото што Христос го изврши од љубов. Нему му е важно сите да бидат исполнети со фокусот кон Христос. И тогаш почнува да умира егото, а со тоа умираат и поделбите. Тогаш се исполнуваме со љубов кон другиот, со почит, тогаш и имаме искреност. Убави принципи. Нека Бог ни помага да внимаваме. Суптилни се тие работи. Лизгава е патеката. Христос да биде фокусот. Ако Христос е фокусот, во тој фокус ќе бидеме обединети. Понатаму се разват тие теми и јас се молам Господ на вистина да ни говори, да не насочува и да растеме. Оваа послание нуди многу можности да растеш во духовниот живот. Фаламо на Бог за Хлој, кој ја исцинкарил црквата во Коринт, за да можеме овие нешта да ги имаме во Словото запишени и да учиме од нив. Зашто преку решавањето на проблемите во Коринт и ние денес, воопшто во животот, можеме да најдеме принципи за решавање.